Зајакнување на врската на здравствените работници со лицата со попреченост во остварување на нивните права во здравствениот лабиринт. Потребна е континуирана едукација на семејните лекари и медицинските сестри во разбирањето на концептот и пристапот кон попреченоста, бидејќи како здравствени работници ќе мора да бидат нивни адвокати во остварување на правата во здравствениот систем на државата, потенцира од Центарот за семејна медицина при Медицински факултет Скопје. Они го пружаат оној холистички, го имаат оној холистички пристап према решавањето на проблемите на секој граѓанин, а и на посебно на лицата со попреченост, кои што заслужуваат да имаат исти права, иста грижа здравствена како и сите други граѓани. Да може да им помогнат на лицата со попреченост, да бидат нивни адвокати во здравствениот систем и да им помогнат да полесно да дојдат до достап до здравствените услуги. Здравствените работници од примарната здравствена заштита не треба да бидат само обични лекари, туку и да помогнат на лицата со попреченост во остварување на нивните права, беше дециден националниот координатор за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Потребно е лицата со попреченост да се гледат и од друг аспект. Здравството ги нуди диагнозите, меѓутоа лицата со попреченост не барат милосрдие, барат гледање од аспект на функционалност, од аспект на равноправност кон сите права. Така да решавањето на овој проблем генерално би требало да биде на ниво на права, на човекови права, а не во однос на изделување на одредена категорија, посебна категорија од целото граѓанство. Обуката во Струмица ја потпомогна издруженијата ХЕРА и УНПФА, рамките на фондот на партнерствата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост.